За мене лично и како општина Прилеп главен приоритет секако е животната средина и екосредината во општина Прилеп. Сите напори ги правиме заедно со јавните комунални предпријатија од нашиот град да направиме се за подобри услови за живење на нашите граѓани. Со оние чекори што ги преземевме досега и што се зацртани за во иднина, покажуваме дека тоа можеме и знаеме да го правиме. И впрочем, мора во прилика да кажам дека за минатата година, 2018 година, Прилеп како општина беше прогласена најеко општина во државата, што посебно благодарност сакам да им упатам на оние што ни ја подарија и што ни ја покажаа таа чест нас да бидеме најеко општина во Македонија. Тоа е Пакомак компанијата од Скопје и Шпаркасе од Скопје кој што донираа да направиме едно детско игралиште во општина Прилеп. И чест наша е што сме таква општина и со целата наша посветеност ќе покажеме дека и во иднина тоа ќе го правиме. Да кажам дека ги правиме сите напори за подобрување на енергетската ефикасност во сите јавни установи, училишта, детски градинки во нашиот град, за сите оние климатски промени што се прават. Учествуваме со сите програми и за целокупните активности што се преземаат во нашиот град. Пред се тоа морам да спомнам јавното комунално предпријатие Комуналец, кој што цело време учествува во подобрувањето на животната средина во нашиот град, со чистење на каналите на градската река, Дабничка река, понатаму чистење редовно и континуирано на сите диви депонии во нашиот град и да не зборувам за оние тековни секојдневни работи што ги изведува тековно. Морам да напомнам дека јавното комунално предпријатие Комуналец заедно со општината е прво во државата по примарна селекција на отпад, што уште еднаш сакам да ја потенцирам и да го пофалам ова јавно предпријатие, затоа што голем процент од целокупниот отпад во градот што секојдневно се собира, примарна селекција, голем процент имаме на примарна селекција. Оваа година набавивме 4 нови автобуси на метан како еколошки газ, кој што сигурно тоа е Евро 6, каде што има најмалку, тоест нема загадување со тој еколошки газ. Понатаму направивме во текот на оваа година 2 фотоволтаични централи во дневниот центар за детска парализа и на еден дел од градскиот пазар во нашиот град. И уште многу активности прави општина Прилеп токму во насока да го подобриме живењето и подобри услови за живење на сите наши граѓани. Шпаркасе банка Македонија заедно со Пакомак традиционално многу години уназад работиме заедно на подигање на свеста во Република Македонија за здрава животна средина, за еколошко живење и во оваа година покрај традиционалното поддршка на учениците за собирање на секундарни производи, заедно со Пакомак одидовме еден чекор понатаму за избор на најеко општина која има највисоки стандарди во зачувањето на човековата околина, на грижа за зеленивото, здравото живење. И мене ми е чест и задоволство што оваа година ова признање го доби општина Прилеп као најеко општина. Ние ќе продолжиме понатаму да подигаме оваа свесност кај граѓаните во Република Македонија. Признание не само до градоначалникот на општина Прилеп, туку до сите граѓани на општината, што заеднички покажа дека може да се има здрава и чиста животна средина за живење. Сакам да искажам нашата големо задоволство за општина Прилеп, бидејќи се прво место во овој конкурс кој што го распишеме за најеко општина. Слушнавме од градоначалникот многу работи кои што досега ги реализирале и кои што во иднина ќе ги реализираат. И тоа само ја потврдува нашата одлука дека тие се број 1 во Македонија и со оние бројки со кои што ние располагаме за собран амбалажен отпад на ниво на нашата република. Како лидери можам да кажам дека многу општини од
Прилеп може да учат и треба да учат како да се собира амбалажниот отпад и како да придонесат тој отпад да не завршува на депонија, туку да заврши во фабриките за рециклирање